А токму на оваа тема гостин во студиото е Мартин Милошевски од Националниот младински совет на Македонија, сојуз практично на повеќе организации кои што се занимаваат со младите и со нивните проблеми кои што ги засегаат во општеството. Имавме можност да слушнеме дека младите во Македонија се лидери по несамостојност во Европа, според новите податоци на Евростат. Каде вие ги лоцирате причините за ваквата појава, за ваквите податоци и дали тоа сте го забележале како еден проблем со кој што се соочува македонската младина? Благодарам за гостувањето. Секако овие информации кои ги добиваме од Евростат не се добри и не се многу охрабрувачни, меѓутоа проблемот со тоа што младите луѓе во Македонија им треба повеќе време додека се самостојат е во неколку насоки. Секако таа стапка на младинската невработеност силно влијае во тоа дали младите ќе се одлучат да се го осамостојат, така да знаејќи дека имаме стапка од невработеност од 48%, која е една од највисоките на Европа, сигурно дека како последица на таа состојба е и ова информација дека дури на 30 на години младите се одлучуваат да се осамостојат и самостојно да почнат да живеат. Дополнително би рекол дека, како што и напоменете во прилогот, малку и културолошкиот аспект, она традиционално живење и тоа е исто така, да кажеме, еден белег на цела Јужна Европа и самата статистика укажува дека земјите од Јужна Европа имаат тенденција, односно младите, повеќе да се поповрзани со својата фамилија, директно и да се чувствуваат удобно во тој живот што го нуди самата фамилија. Така да тоа се двата, да кажеме, клучи, меѓутоа невработеноста е она што најмногу ги обесхрабрува младите да се осамостојат во својот живот. Освен невработеноста, дел од експертите ги лоцираа причините во други индикатори, односно дека можеби економската состојба е само еден од изговорите. Околу тоа, во Македонија, кои најчесто изговори се користат за неосамостојување на младите? Дали можеби сепак финансиската нестабилност е една од главните причини или пак можеби има и нешто друго за тоа? За разлика од, да кажеме, културолошкиот традиционален аспект кој е тешко да се мери, преку индикаторите како што е младинска невработеност и преминатата, односно транзицијата образование до вработување кој трае 6 години, укажува дека токму тие се едни главните причини, односно изговори, јас не би рекол изговори, дека тоа се предизвици кои секој млад човек се соочува со нив, така да постоечкиот пазар на труд кој не обезбедува, односно не отвара можности за младите да се активно се вклучат во него, заедно со фактот што го напоменав дека еден млад од кога ќе заврши своето образование до вработување просечната период е 6 години, укажува и односно се вклопува со оваа бројка од околу просек од 30 на години на младите кои имаат потреба да се самостојат. И дали вие како сојуз на здруженија кои што се занимаваат со младите и со нивните проблеми сте забележале иницијатива за осамостојување? Постои ли иницијатива настрана од сите проблеми? Младите ги користат сите можности кои се нудат за да се подобрат својата ситуација, односно да се подобрат својот личен и професионален развој. Гледајќи низ активностите кои нашите организации членки и сите младински организации во Македонија ги нудат, односно интересот на младите се вклучат со цел и една од најголемите причини зошто се вклучуваат во младинските организации е за да се подобрат својата реална вистинска ситуација, односно сакаат да инвестираат свое време и енергија, да добијат вештини, односно да кажеме некои работи во младинските организации преку обуки за подоцна да може да се осамостојат, односно подобро да се снајдат на пазар на трудот. Така да интересот постои, меѓутоа можностите кои постојат во Република Македонија, односно кои се за младите луѓе, треба да се зголемат и да се унапредат. За кои можности конкретно зборуваме, освен вработувањето, нели, кое што го лоцираме како еден од главните проблеми? Што друго им недостасува овдека на младите за да можат сами да си го организираат својот живот, да се осамостојат? Ние се соочуваме со голем дисбаланс помеѓу градовите во Република Македонија, односно градови кои имаат поголем степен на развој и нудат повеќе можности во тие градови, за разлика од градовите кои имаат помал степен на развој и нудат помали можности за младите, така да првенствено во неколку градови, во повеќето градови од Македонија младите немаат доволно шанси и можности за својот развој, односно немаат, например, можности за унапредување на својот културен живот, што е во една... И оние вештини нивни предпоставувам кои што би ги донеле до некое вработување. Точно, така да вештини, најголем дел од вештините кои ги нуди образовниот систем не кореспондираат со пазарот на трудот. Тоа се укажува повеќе години дека нашиот образовен систем треба да биде унапреден и да се адаптира на тоа што го нуди пазарот на трудот, така да во таа насока
првенствено можностите за креирање на млади кои ќе бидат компетентни на пазарот на трудот, ќе ни овозможи да се намали оваа бројка, односно оваа возрастна граница на осамостојување на младите. Така да другите причини, како што напоменав, од културолошки аспект, колку едно општество, една општина нуди можности за тие млади по завршување на нивното работно време, по завршување на нивното образование или во слободното време, како они може да се остварат. Така да во неколку градови евидентно е дека младите покрај тоа што немаат можности за вработување, немаат ни за ваков тип на активности и сите тие аспекти влијаат во нивната одлука дека најдобро е да останат да живеат со фамилијата и најдобро е се чувствуваат во тоа семено јадро. Комфорот практично не би го напуштиле комфорот на семејниот дом поради тоа што гледајќи реалноста, гледајќи ги овие статистики, гледајќи го степенот на економски развој, слушајќи ги овие информации, они се обесхрабруваат да го преземат тој чекор и сметаат дека подобро ќе се чувствуваат во своето семено јадро, во тој не би рекол комфортизам, туку реализам. И малкумина од нив се одлучуваат да преземат чекори, самостојни, дали ќе основаат бизнис, дали ќе направат друга работа, меѓутоа проголемиот дел од нив одлучуваат да се подадат на таа, да кажеме, тој комфортизам, да го кажеме, или таа ситуација каде што се чувствуваат добро. Евидентна е разликата во бројките во старосната граница помеѓу северот и југот на Европа, тоа го слушнавме во прилогот, го спомна и ти околу културолошките разлики помеѓу младите на северот и на југот. Меѓутоа претпоставувам дека вие како човек кој што доаѓа од младинска организација сте патували, сте имале во најмала рака контакт со повеќе млади од цела Европа. Освен тоа, што е она што скандинавските земји, што Франција и Германија им го нудат на своите млади за да може да се осамостојат на 21 година за разлика од Македонија, што им го нуди на нејзините млади? Целиот систем во тие држави е насочен да ги охрабрува младите луѓе. Тој делува охрабрувачки, позитивно и им дава до знаење дека тие треба сами да се борат во животот, иако државата, родителите нудат таа помош. Меѓутоа целиот систем е изграден врз основа на тоа дека секој треба да се труди, да биде трудолюбив, да биде храбар и да се бори за тоа што го сака, но и тоа што може. Така да во тие држави за жал имаат многу различен концепт во однос на образование, во однос на перцепција за воншколски активности, во однос на работа и сето тоа влијае да тие држави, односно младите во тие држави се одлучуваат побрзо да ги напуштат родителите отколку да се всушност тие повеќе чекаат да пораснат за да можат самостојно да се впуштат во да кажеме во тие работи. Меѓутоа друга работа која е поврзана со Македонија што има низок степен би рекол на натрешна миграција, односно миграцијата во градовите е поврзана концентрирана околу градовите кои нудат факултетско образование. Така да не сите градови во Македонија нудат можности за внатрешна миграција, односно таа миграција која се случува најчесто се случува поради образовни причини и во втора мера да кажеме работни причини. Така да тој вид на миграција ги заситува, односно овие градови кои што нудат образовни и да кажеме можности за вработување ги заситува со кадар кој се нуди на пазарот на трудот и повторно тие младиот кога ќе си дадат шанса се враќаат во своите места. Така да тоа се да кажеме главните разлики, меѓутоа системот на образование и системот на вработување, целиот систем во скандинавските држави е насочен да помогне на младите луѓе, меѓутоа потоа младите луѓе ги користат постечките можности. Меѓутоа повторно ќе напоменам во прва да кажеме првиот столб е поврзување на образованието и пазарот на трудот. Ако се едуцираат млади луѓе кои пазарот на трудот ги бара, пазарот на трудот ги вреднува, тогаш ние ќе го намалиме значително бројот на млади кои се обесхрабрени да застанат и самостојно да живеат. Така да финансиската стабилност секогаш ќе биде првата причина која сите млади, па верувам и другите категории на граѓани ги обесхрабрила да преземат определени чекори. Така, дали сметаш дека можеби и законската рамка, па и да речеме системот е рестриктивен кога станува збор за нудење на работа на младите, ако знаеме дека некаде во светот тоа се случува дури на 16 годишна возраст, па дури и можат да полагаат и за возила пред да бидат и полнолетни, што е и случај кај нас, меѓутоа е далеку порестриктивно. Дали сметаш дека можеби треба да речеме олабавување на таквите ограничувања? Па кај нас законски може да се стекне со работа, да влезеш во работа на 16 години, меѓутоа во друга мера па
до 18 години е задолжително средното образование, односно има една што доаѓа во конфликт, не се колизија, согласени, да, не се согласени, значи задолжителното средно образование е во колизија со одредба од Законот за работни односи кој кажува дека може да се стекнеш со работа од 16 години, дополнително при факултет, односно при студирање, единствената можност која се дава за работа е доколку се запише како вонреден студент, односно што повторно ги ограничува и непостоењето на нешто што се нарекува студентска работа, која во голем дел од државите постојат, каде што студенти за време на своите студии може да работат, различен вид на работи, посебен вид на работи, кои возможуваат прво самостојно се издржуваат, да си ги плаќаат студиите, но и да почнат да менаџираат со финанси, така да постоечкиот систем кај нас за студентска работа, односно нема никаков систем, постоечкиот систем за практична работа која дополнително треба да ја унапреди осамостојувањето на младите не е доволно функционален, во најголема мера поради тоа што младите се неплатени за праксата што ја извршуваат, така да сметам дека повеќе аспекти влијаат на тоа или односно помалку можности постојат за младите да ги искористат, односно тие директно да им помогнат, а тие да се осамостојат. Пред известен период, други податоци кои што излегоа апропо младите и проблемите кои што се соочуваат, вели дека младите во Македонија се лидери по безперспективност, односно Македонија е лидер по безперспективност кога станува збор за младите и тоа се мери по 60 различни индикатори. И еден од најголемите проблеми е пристап до основни знаења, односно младите го немаат пристапот до основните знаења наспроти пристапот до високо образование кој што е овозможен за односно по тој однос е Македонија позитивно оценета. Дали ова малце контрадикторно ако младите имаат пристап до високо образование, меѓутоа не и до основните знаења што им се потребни? Во светот постои концепт што се вика животни вештини, кој е променлив, кој се адаптира на тековите на пазарот на трудот. Така да нашето образование продуцира кадри, меѓутоа со недоволните или побаруваните вештини. Односно ние поминуваме низ еден систем на образование за на крајот повторно да бидеме некомпетентни, така да тие животни вештини мора во сите фази на образованието да се рефлектираат, односно да се следат светските трендови на дигитализација, на технологија, на побарувани професии, да се следи иднината на пазарот на трудот и тоа да се рефлектира во образованието кое е за сега примарен извор на вештини на младите луѓе. Сега ќе напоменам дека и неформалното образование кое постои е многу клучен и битен извор на вештини, меѓутоа најголем дел од младите луѓе се дел од формалниот образовен систем и формалниот образовен систем мора да ја рефлектира реалноста која постои во однос на вештините. Така да би се согласил таа, да кажеме, повторно, да кажеме, дивергенција помеѓу животните вештини и образованието е евидентна и тоа значи дека мора да се преземат крупни, значајни, но и храбри реформи во образованието за барем еден дел од населението, млади кои ќе стекнуваат со средно и со високо образование да можат да стекнат вештини кои ќе им бидат побарувани на пазарот на трудот. Но дали би се согласиле дека можеби неформалното, односно да доколку се направи неформалното образование поатрактивно, да речеме, и поприфатливо од страна на работодавачите, дали тоа би можело да има контраефект, бидејќи знаеме дека имаме можеби хиперпродукција на кадри кои што завршуваат со диплома, но немаат работно место? Неформалното образование е еден вид на образование кој се стекнува надвор од формалниот систем, односно на преку различни методи се стекнуваш со определени вештини. Така да она што недостасува доволно во Македонија е валоризација на тоа образование што е стекнато преку различен вид на обуки, тренинзи кои ги нудат голем број на младински организации. Така да ние најчесто кога ги креираме нашите обуки, нашите тренинзи ги креираме врз основа на тоа што е побарувано на пазарот на трудот. Така да ние се трудиме да го премостиме тој предизвик кој постои преку формалниот систем, меѓутоа со оглед на тоа што ние сепак не сме држави, не располагаме со големи капацитети. Возможно ли е да се постигне таков ефект? Невозможно е преку еднострано или од една страна да се постигне тој ефект, односно сите оние кои спаѓаат во категорија на млади кои не можат да се најдат на пазарот на трудот, односно кои се небарани, преку едни активности да бидат они внесени во пазарот на трудот. Така да тоа значи дека повеќе актери засегнати страни треба да бидат вклучени, младински организации, бизнис сектор, образование, сите заедно треба да делуваат во насока на креирање на кадри кои ќе бидат многу полесно ќе се снајдат на пазарот на трудот.
Во последниот период имаме и промени на политичката сцена. Министерката која што беше задолжена за образование сега замина во правда, меѓутоа рече при заминувањето посочи дека се направени покрупни реформи во образованието. И еве Кембридж програмата не влезе во средното образование, иако јаната му останува во основното образование, беше изгласан нов закон за високо образование во консултација со младинските организации и издруженија. Дали се постигнати барем дел од реформите кои што се потребни за да се постигне посакуваниот резултат во образовниот систем? Образованието е дел каде што реформите за да се имплементираат треба време, односно ефектите треба време додека се реализираат. Меѓутоа сметам дека сите реформи до сега што се правени, можеби времето за реализација било прелого со оглед на тоа што светските трендови и желбите на младите луѓе се далеку побрзи. Се далеку побрзи и нивната желба за промени е далеку побрза. Така да верувам дека конкретните промени кои се конкретно во Законот за високо образование ќе делуваат побрзо и ќе бидат поефективни. Така да останува на нас да видиме и ние како младински организации да ги следиме и мериме тие промени и согласно на тоа да даваме препораки, меѓутоа тоа што треба биде заедничко за сите политики кои се креираат во државата, тие треба бидат до некаде брзи, но и да бидат ефективни. Така, новиот закон беше критикуван дека нема да го постигне интегрираното образование и дека со тоа се нарушува автономијата на факултетите, меѓутоа дали вие се согласувате со овие критики кои што беа во однос на новиот закон за високо образование? Тоа не е директно поврзано со тоа што го разговараме во однос на темата, но во однос на Законот за високо образование, тоа законот е една алатка која не ги решава сите проблеми. Тоа е една алатка преку кој на еден начин се решаваат проблемите и сметам дека сите препораки и кои се даваат и по односењето на законот треба да се земат во предвид. Не значи дека работата завршува кога еден закон ќе се изгласа, законот се менува, се адаптира, така да треба се остава време да види како ќе се реализира во реалноста и согласно на потребите да се менува. Така да не треба да ги гледаме законите како нешто што се носи и трае вечно, туку треба да се адаптираат врз основа на тоа што се случува во реалноста. Доколку определен дел од експертите и луѓето сметаат дека законот треба да се унапреди, треба во текот на овој период на имплементација тие препораки се земат во предвид. Меѓутоа повторно ќе кажам дека законот е еден начин како се решава проблемот. Треба од повеќе страни да се влијае за да може да се постигне посакуван ефект. Така, Националниот младински совет инаку постои веќе 5 години. Е сојуз на неколку здруженија кои што веќе спомнавме. Дали тоа што имате во својот состав и подмладоци на политички партии влијае позитивно врз вашата работа, односно дали има ефекти, дали препораките кои што вие како совет ќе ги донесете всушност се наоѓаат во решенијата кои што политичките партии на крај ги носат на маса? Националниот младински совет вклучува 50 организации од цела Македонија. Меѓу другото, и тоа се организации младински, граѓански организации што работат за млади и подмладоци на политички партии. Подмладоците на политички партии се еднаков вреден и клучен актер во креирањето на младинските политики, знаејќи го фактот дека подмладоците на политички партии се најголемите младински организации, односно најголем процент од младите луѓе членуваат или се на некаков начин поврзани со политичките партии. И тоа што се дел од Националниот младински совет на Македонија е голема предност, но и вредност на нашата организација, со оглед на тоа што директно може да комуницираме со представници кои во своите структури имаат носители на одлуки. Така да постојано во својот период од 5 години Националниот младински совет директно комуницира со подмладоците кои се дел од Националниот младински совет, меѓутоа и со другите подмладоци на политички партии. И да, ние во најголем дел од ситуациите сме контактирани за да дадеме сугестии при подготовката на нивни политички програми, креираме препораки општи кои подоцна ги користат при креирањето на програмите на политичките партии. Може да кажеме дека има едно значително ниво на да кажеме ефективизација на тоа што го работи и сепак останува да се унапреди соработката, меѓутоа да се унапреди
да се направат и капацитетите на сите актери да креираат добри политики. Така, и дали сметаш дека постои свесност кај младите од потреба за младинска организација и младинско здружување за актуализирање и искажување на проблемите, па и нивно евентуално решавање? Здружувањето е секогаш потребно, независно дали се е формално или неформално. Во последниот период имаме тенденција на голем број на неформални групи на млади кои се здружуваат да работат својата енергија, ресурси, да работат на определена тема, така да здружувањето е како битно при процесот на развој на еден млад човек и здружувањето е нешто позитивно, независно како што се случува, така да дали младите ќе се одлучат да основаат младинска организација, да се приклучат на младинска организација или да бидат неформална група, независно од тоа, ние како Национален младински совет охрабруваме секаков вид на активизам, секаков вид на здружување кое е насочено да прво да покрене свеста за предизвиците на младите луѓе, но и младите луѓе активно се вклучат во решавањето на проблемите на заедницата. Постои ли слика, односно каква е вашата перцепција? Постои ли дали младите вака гледаат на младинското здружување? Дали ги препознаваат бенефитите и предностите од здружувањето? Голем дел од младите препознаваат бенефити, голем дел од младите се вклучуваат во младински организации, се заинтересирани да се вклучат во активностите. Дел од нив се охрабруваат да основаат своји организации, односно своето искуство, односно својата желба за промени во општеството да ја канализираат преку своја организација, така да постои голем интерес и тоа што ние како младински организации го работиме постојано е зголемување на важноста, свесноста за улогата на младинските организации во општеството, тоа што ние го нудиме како можности за младите луѓе да се актуализира, да се популаризира, со оглед на тоа што нашата желба е што поголем број на различен вид на млади луѓе да се вклучат на активности, млади луѓе кои доаѓаат од урбаните, од руралните средини, да имаат можност да се вклучат и на тоа работиме, иако представува некогаш предизвик да се стигне до сите млади, ние напорно работиме и преку разни алатки да стигнеме до младите луѓе. Ти благодарам, Мартин, што беше дел од Студио 1 и што разговаравме околу овие теми. И за крај би сакала ти она што е практика на Студио 1, подарок од нас Времето на Перонов, политички трилер од нашата Санта Аргирова. Уште еднаш ти благодарам што беше дел од Студио 1 и се надевам дека Македонија ќе успее да ги надмине ваквите бројки и ваквите показатели и дека ќе успееме да се сместиме помеѓу европското семејство на земји кои што во однос на младите и нивната организација. Ти благодарам. Благодарам. Вие останете со нас, се враќаме веднаш